За 14 дена, 14 пријави од граѓани за напад од бездомно куќе. Најавите за системско решавање на проблемот останаа само празни зборови, а граѓаните се повеќе се жалат дека немаат мир од уличните куќиња. Катастрофа, не се поминува од небе. Кај да појде, почнувајќи од Бутел гробишта, кај што е најкритично, па све до Ѓорче тука, мислам, нема место кај што нема куќа. Не би требало толку улични куќиња и страшно е, мислим, еве за дечињава и така. И тие одат и лаат по тебе, по колите, џавкаат, ги напаѓаат и децата. Ја нарешто што се плашим од куќиња, катастрофа се, стварно. Мислим, неиздрживо е. Градоначалникот Шилегов веднаш по локалните избори лани го посети стационарот Вардариште, каде привремено се сместуваат заловените животни и ги виде очајните услови и ограничениот капацитет, но и 10 месеци потоа градските власти немаат намера сериозно да се зафатат со решавање на овој проблем, реагираат граѓаните. Они преко телевизија кажуваат дека преземале некои работи, ама не е точно. Куќиња има на секој. Дури ја, ако сум постар, па ми е страфане детенце. Како што е Триславито, како се викаше, Вардариште, доле да се направат уште неколку кампови така и да се соберат кутриња. И тие не се криви што се на улица, но у секој случај треба да има уште најмалку 2-3 такви кампа да се соберат. Во секоја држава што е уредена како што треба, си имаат начин тие што се избрани од народот да го заштитат народот. И толку нема што да се мисли за тоа. А градските власти досега Ништо не е превземено. Ја не знам што мислат. И овие удруженија за заштита на животни, и тие ништо не работат. И тие би требало да превземат нешто. Не е хумано што ги гледаме по улицама, меѓутоа и опасни се. Тие измислија бесплатни купони за пијани од кафана да си идат со такси дома, овој проблем не го решава. Од Сдруженијата за заштита на животни пак постојано апелираат за хуман третман и посочуваат дека оставањето отров на улица не е решение, бидејќи истиот најчесто е опасен по животот на луѓето, како и дека за ваквите постапки се предвидува и казна затвор.